Господине Гаши, добар ден. Благодарам многу што сте дел од Агенда 35. Се чини дека не можевме да избереме подобар момент за интервју со вас или поактуелен. Некако сите очи на политичката сцена се вперени кај вас и во вашата партија и во тој опозицијски блок. Има ли шанси да се реализира оваа најава да одите со ДУИ заедно на изборите, имајќи предвид дека токму битката против владењето на ДУИ е она што ве врзува и вас како опозицијски партија? Ако очите се вперени кон нас, се вперени затоа што луѓето во Македонија гледаат надеж за промена. А промена значи ДУИ да оди во опозиција и ние да дојдеме на власт да направиме промена и мислам дека затоа се очите вперени кон нас за прв пат сите албански опозицијски партии се споени да се направи една промена, ротација демократска после 20 години. Ние се надминавме себе си, нашите ега и сите проблеми што ги имавме меѓу себе, затоа што цениме дека интересот на граѓаните и на државата е побитен отколку нашите партиски и лични интереси. Затоа сме многу оптимисти дека веќе времето наближува, ќе влегуваме во предизборна кампања за претседателски па парламентарни избори и многу сум оптимист и убеден дека на 8 мај ќе славиме сите заедно. Сите мислам дека ќе бидат среќни затоа што ќе затвориме едно поглавје и ќе отвориме едно ново поглавје кое ќе донесе надеж за сите граѓани. Ова значи би можела да го протолкувам како дефинитивно не за заедничко учество со Јасно е тоа многу. Значи ако во идната влада која било таа постои пак ДУИ, значи ќе може да важи имаше во еден британски вестник на избори, каде што беше одлучувачки, еден наслов, каде што имаше една сијаличка и во насловот пишуваше, ако ДУИ пак во Англија, таа партија за која се зборуваше, остане на власт, последниот човек кој ќе излезе од државата да го искаси светло. Исто јас го мислам за оваа држава, затоа мислам дека треба да направиме се, да предизвикаме промена. Ја мислам дека граѓаните тоа го сакаат, го очекуваат, сакаат да не видат соединети, зближени, ние тоа им го нудиме и добра програма, веќе ќе почнуваме да зборуваме само за нашите решенија. Не сакаме да зборуваме што е ДУИ и што направиле они, затоа што мислам дека е јасно на сите граѓани. Многу е битно да имаме наша понуда која ќе биде добро анализирана. Ние веќе работиме и како партии, и како коалиции на многу конкретна програма која ќе излеземе пред граѓаните да бараме нивните гласови да бидат за тие промени. Но нема да ви биде на вас, да речем и прв пат да бидете и заедно со ДУИ, вие бевте веќе дел од таква една влада. Од оваа перспектива гледано, се каете ли за тоа учество, вие практично ја спасивте владата и на Ковачевски, во чишто мандат, ако го цитираме холандскиот амбасадор, имаме загрижувачки регрес на владењето на правото. Имате ли грижа на совест, би рекла, што спасивте една таква влада, од која што многу и брутално бевте isfрлени? Да. Видете, политиката е уметноста на можноста и на можностите. И не е секогаш алтернатива помеѓу добро и лошо. Понекогаш се сведени... Лошо и лошо понекогаш. Да, многу полошо и малку полошо. Значи, многу сме исправени често пред предизвици кои се многу нејасни, не така црна-бела ситуација, па морате да одлучувате. Кога влегувавме во влада 2022, значи, ние знаевме дека со ДУИ, кога ќе влеземе, ќе бидеме истрошени, ќе бидеме искритикувани, ама пред нас имаше друга цел. Таа беше да добиеме преговори за членство за ЕУ и тоа го добивме. Мислам дека ние не само што ја спасивме таа влада, туку ги спасивме преговорите. Ние денеска зборуваме за уставни измени, тоа веќе друга фаза. Да не се случеше тоа што ние влеговме во таа влада, ќе имавме друга ситуација. Денеска уште ќе требаше да преговараме за некоја рамка, за друг предлог, немаше да знаеме што ќе се случува во Бугарија, дали ќе имаше други услови, поригорозни. Но потоа фокусот на таа влада се сврте од европските
интеграција кон само наратив за европска Видете, интеграција, додека дома се владееше на крајот на како што би краиштата. кажал Холандјанецот. Да беше работава да влегуваме ние само за ДУИ, никогаш немаше да влеземе во таа влада. Но ние сме во Македонија во која политичкиот спектар на политички партии, политичкиот систем е така граден да ви треба секогаш да коалиционирате со други политички партии за некоја повисока цел, за некоја значи не е чиста ситуацијава како во многу држави каде од опозиција ако победувате добивате власт целоста или ако губите останувате во опозиција. Кај нас знаете. Спектар е на политички На повеќе, партии, да. Затоа ви имате сега една коалиција со други опозицијски партии прв пат. Само да завршам и беше поентата да кажам дека секој со својата одговорност. Ја мислам дека алтернатива треба да се вреднува по тоа како постапила исправена пред тој предизвик, а другите партии, СДСМ и ДУИ кои го злоупотребија тоа, треба да се казнат за тоа што се однесуваат на таков начин со политички партии кои се подготвени на таков ризик само за доброто на граѓаните. Мислам дека граѓаните гледаат, ценат и вреднуваат и на избори или наградуваат или казнуваат. Тука имате заеднички став усогласен, претпоставувам, со вашите партнери сега во опозицијата. Прв пат гледаме еден ваков сериозен блок, опозицијски, кај албанскиот политички корпус, и прв пат се чувствува можеби тој страв кај владеачката ДУИ дека навистина овој пат може да ги изгубе своите фотели. Имате ли заеднички јазик целосен со партнерите? Кој што ви се сети? Да, на ова прашање. Да, мислам дека досега направивме многу чекори заеднички, имавме неколку одлуки заеднички. Досега не сме имале никакво недоразбирање во нашите редови. Створивме една добра хемија помеѓу нас. Навистина целта е многу битна и таа цел не сближи. Се друго е секундарно и терцијарно и помалку битно отколку таа главна цел да испорачаме промена кај граѓаните. И затоа мислам дека досега како партнери одлично соработуваме. Ние сме убедени дека ќе биде тоа препознаено од граѓаните и ДУИ ќе оди во опозиција после 8 мај. Јас сум убеден во тоа, а граѓаните ќе треба да го кажат последниот збор, а ние ќе треба да го послушаме тој глас. Кај вас позицијата е чиста, би рекол. Она што е интересно да се гледа однесувањето на Алијанса. Тука се чини дека има некои внатрешни превирања, дека лидерот влече на една страна, има и струи кои што би сакале да продолжи коалицијата со ДУИ. Има неколку шпекулации во јавноста дека токму таа непозиционираност на Таравари се должи и на притисокот од внатре, меѓутоа и дека овие најави за така наречен non-paper кои што беа пуштени во јавноста, му помагаат нему за да може да се најде алиби како да продолжи со ДУИ, тоа да го префрли на американците, дека ете притисокот е од странците. Вие бевте во Вашингтон, добивте ли такви пораки дека важно е да коалицирате заеднички со СДСМ, сите албанци? Не, значи од Вашингтон имаме јасни пораки дека они ги почитуваат нашите одлуки, што се однесуваат до внатрешните работи на државата, како се оди на избори, тоа е наше право и тоа целосно тоа го почитуваат. За Соединените американски држави е битно Македонија да остане на европскиот пат, што побрзо да ги направи уставните измени и што побрзо да се интегрира во Европската унија. Тоа е геостратешка цел, заедничка и наша и на американската држава. Ние тие пораки ги разменивме, ние им кажавме дека сме подготвени целосно и посветени ќе работиме на таа цел. Ма вие сега немате проблем со уставните измени. Да, нормално и затоа немавме никак. Ги утре да се стават во јасна е таа ситуација. Така да, што се однесе од Алијанса, не би сакал да коментирам, тоа се внатрешни превирање и процеси. Ако одлучат да ви се придружат, вие сте отворени. Да, ние тоа сме го кажали, ние сакаме овој блок да биде отворен не само за политички партии дури, ги повикуваме и невладините организации, интелектуалци, секој човек, инфлуенсери кои имаат некакво влијание во општеството, сакаме да ги сите да заедно да настапиме на овие избори под една цел за да дојде долго очекуваната промена кај
кај албанците и не само кај албанците. Затоа што мислам дека Дуи стана голем кочничар на сите промени, процеси во државата, како ја заробија државата во правната смисла, владењето на правото, гледаме какви влијанија има во судство, во обвинителство, сите скандали по корупција и криминал. Така да, едно време кога Дуи беше проблем само за албанците, за жал тоа кај македонските политички партии не беше проблем, што е загрижувачки проблем. Дури ке македонските граѓани некако се дистанцираа. Токму така. Но денеска кога Дуи веќе стана проблем и за нив, сега тоа е веќе проблем. Ги гледаме како СДСМ имаше кампања против Дуи на последните избори. Сега ВМРО ги напаѓа, гледа дека Дуи е бил проблемот. И затоа треба, не можеме ние да се гледаме едни со други, македонци, албанци и сите други кои живееме, како да живееме во одвоени и паралелни светови. Сепак живееме во ова поднебје заедничко, споделуваме ист воздух, додуша доста загаден, ама тој е истиот. Тоа е еден од проблемите, да. Да, но мора да сватиме дека тие проблеми во државата, во општеството треба заеднички да ги решаваме. Не можеме да ги игнорираме. Ако еден проблем е во Струмица или во Тетово, не можеме да се однесуваме како да не сме од тука. Значи, долго време имаше едно такво игнорантски однос во однос на ако се случува во албанскиот блок не интересира нас, или обратно, министрите албанци например не ги интересира што се случува во македонските средини, како да тие министерства не се за сите граѓани, туку само за одреден народ. Да, ти јавно велат дека одговараат на партискиот шеф. Да, веќе мислам дека е крајно време да ги надминеме овие работи, затоа што тоа не води никаде. Ние сме млада демократија, 30 години, веќе 31, 2, 3, но мора да учиме од нашите грешки. Јасно е дека ќе правиме уште грешки, ама најдобро е да сватиме дека каде сме погрешиле и да не ги повторуваме истите грешки. Не е дозволиво веќе 2024 година да продолжуваме да грешиме исто. Затоа мислам дека оваа година е многу битна. Затоа повикуваме на поголемо освестување, на сензибилизација поголема кај граѓаните, поголема свест. Дури мислам дека повикувам на нешто што се случи кај албанците 2016 година, кога беше големиот проблем Никола Груевски и Али Ахмети, но поголемиот проблем беше Груевски, помалиот беше Ахмети. Одреден голем број на гласачи на албанци одлучија да гласат за СДСМ не затоа што веруваат на таа партија или се членови на таа партија, туку како можност да направат промена во државата. Да им помогнат на своите сограѓани да се изборат со... И јас мислам дека денес македонците треба да го препознаат овој момент и вториот дел од режимот на Груевски и Ахмети, сега господин Ахмети, да биде променет со подпомогнати токму со македонските гласачи. Мислам дека треба они да го препознаат ова, дека да оди Дуи во опозиција не е само интерес на една политичка партија, на еден блок, на еден народ, на еден етникум, туку за сите граѓани во државата. Имате ли свој кандидат за председател? Да, работиме на тоа, разговараме со неколку луѓе, но уште чекаме да видиме што ќе се случи со Алијанса. Мислам дека уште недела дена до 10 дена, мислам дека ќе се разнесат работите и веќе ќе треба да влеземе во процес на поинтензивни разговори. Имаме неколку кандидати кои сме ги размислувале, па ќе треба да разговараме со нив. Некои ќе прифатат, но и некои можеби нема да прифатат, но за нас е битно да биде некој кој ќе повлече поголем број на гласови, ќе биде представителен и ќе го најави тоа што ние како коалиција го најавуваме, значи една позитивна промена кај Самото кандидирање на ваш кандидат е веќе една символика и јасна порака која што сакате да испратите до граѓаните. Токму така. Мислам дека граѓаните кај нас се доволно политички едуцирани
ги препознаваат овие пораки, ги и знаат да ги казнат или да ги наградат. Кога се дуи нападнати дека владеат криминално или злоупотребуваат позиции, имаат две контракритики или алиби за своето однесување. Првата обично обвинуваат за урбанофобија, втората е за русофилија. Вие тешко дека сте урбанофоб. Дали се пронаоѓате во оние дефиниции? Например, Груби вчера кажа дека има руски елементи кои што критикуваат. Имате ли контакти со Москва? Немаме никакви контакти, но тој дискурс баш го малце ми беше интересно затоа што многу често како генерации сме читале за таква црно-бела ситуација, во смисла ако не сте со мене, сте против мене, и тој дискурс произлегува токму помеѓу произлезен теоретски од комунистичката идеологија негде помеѓу Мао Цедун и Сталин. Значи, во тие две држави, тие два лидери автократи се справувале на таков начин со своите противници. Или сте со него, или сте против него. Така да и Дуи вака се однесува. Значи, тоа е мајндсетот нивен, всушност Дуи идеолошки припаѓа на таа марксисто-ленинистичка организација од 80-тите години и не е многу странно тоа за нив така да се однесуваат, но мислам дека е многу јасно кај граѓаните, никој веќе не верува во тие флоскули дека ако некој албанец е корумпиран и ако некој македонец него го критикува, тој бил албанофоб. И обратно. И обратно. Македонецот е корумпиран. Корумпиран човек е корумпиран човек. Криминалец е криминалец, без разлика на секаква или никаква друга идентитетска компонента. Ништо не е друго важно. Во моментот кога станувате криминалец, тоа е вашиот прв идентитет и ништо друго веќе не е важно. Дали каква вера имате, каква етничка припадност имате и така натаму. Затоа овие се и неколкуте аргументи зошто Дуи треба да оди во опозиција. Ова е начин на размислување од минатиот век. Не можете да функционирате и да давате да испорачувате резултати на ова млада генерација која живе во глобален свет на артифицијална интелигенција, вие со ваков дискурс помеѓу Мао Цедун и Сталин да им се спротивставите на нив и да им пркосите. И при тоа да се нарекувате себе си европски фронт, ви имате Европски сојуз, кој е тука вистинскиот европеец? Мислам дека целиот овој наратив на Запад, Исток, ние сме проевропејци, додека вака се владее дома и додека слушаме вакви критики од холандската амбасада или од делегацијата не учестопати, мислам дека навистина е штетно за самата суштина на европските аспирации на македонските граѓани. Како вие го цените овој наратив што очигледно ќе биде на изборната кампања? Ние ќе зборуваме за Европа. Не, јасно ни беше нас која е нивната логика и како ќе настапат они од кога го најавија тој Европски фонд, сака да кажат дека другиве, ако ние сме Европа, другите се Русија и Кина и не знам што друго, и затоа ние Затоа и ве прашав го ставим какви се вашите контакти со во нашето име на коалицијата тој презнак, но мислам дека граѓаните треба да не ценат нас како политички партии и политичари по тоа што ние го правиме. Основни вредности на Европската Унија се владење на право, борба против корупција и криминал, знаење, морални вредности и така натаму. Ги знаеме тие вредности. Луѓево, политичките партии кои ги промовираат овие идеи се европски. Тие што се криминализираат, се корумпираат, ги кршат овие морални вредности, тие се неевропски политички партии. Затоа ние треба да ги очекувам граѓаните и нас сите да не вреднуваат по тоа што ние го правиме, а не по тоа што го зборуваме, кој сме ние, каков предзнак и какво име ние ставаме. Имате ли контакти со ВМРО-ДПМН, со Мицкоски? Ние имаме комуникација нормална со сите политички партии и тоа е нормално во... Верувате ли дека подготвени се ВМРО-ДПМН да работат низ наоѓање на пат за уставните измени, да поминат? Па, мислам дека сега пред избори партиите се повеќе фокусирани на тоа да победат, но дента кога ќе се седне на премиерската, на владината фотелја... Тоа носи одговорност. Носи одговорност и ние треба да се справиме со тие проблеми. Ке треба мудро, заеднички да застанеме, да работиме сите заедно
да ги одредиме кои се нашите предизвици како држава, кои се нашата ориентација како држава. Истовремено треба да бидеме внимателни на нашиот културен и јазичен идентитет. И не само на македонскиот, и на албанскиот, и на сите други. И јас мислам дека многу е важно тоа да биде зачувано. По никоја цена не би сакал македонците да бидат оштетени по нивниот идентитет, културен, етнички и какво било друг заради некоја политичка цел. Очекувате ли фер и демократски избори, господине Гаши? Гледаме дека прилично нервозна станува дуи, директорски смени не требаше во МНАВ да се случат, па имаше тензии, дури физички насилства, ескалации. Очекувате ли да биде се фер и демократски? Се сеќавам на една изјава на господин Ахмети пред неколку години, кога рече, ако не сме во влада, што ќе правиме, кај ќе одиме ние? Значи, они веројатно не знаат што ќе прават кога нема да бидат власт, и затоа за нив тој свет во опозиција мисла дека е негде вон земјината топка. Не сваќа дека Има ли живот во опозиција? Има како не, значи треба да бидете конструктивни, да критикувате влада, да бидете конструктивни, да помагате во некои процеси. Кога е битно, треба да влезете во таа влада, да помогнете, па ќе излезете. Значи, им треба дуи да биде релаксирано, затоа што и во опозиција има свет. Мислам дека ќе треба да одат во опозиција, да се реформираат малку, да видат како е таму, треба да бидат силна опозиција наша, и повикувам на фер и демократски избори. Но по тоа што го прават со членот на ДИК, со ова што вие го напоменавте пред малку, се плашам дека они се подготвени на по-црни сценарија. Ја мислам, ги повикувам да не се нафатат на тие работи, затоа што тоа не му носи добро на никого. Ниту на нив како партија, ниту на државата, ниту на албанците, на никого. Треба граѓаните да се одлучат, тоа е смислата на демократијата. Граѓаните во недела или на среда 8 мај ќе треба да одат пред своите изборни кутии, своето изборно ливче, да го заокружат името на партијата и коалицијата за кого они сакаат да гласат. Без страф и без притисок. Без страф и без притисок, во фер и демократски услови. Јас ви кажувам, ако се случи обратното, ние го почитуваме гласот на народот и исто да го повикувам дуи да го направи. Не ни треба тензии, имаме милион други проблеми. Треба да оставиме државата да се обиде со друг естаблишмент политички, со други компоненти, да проба и да ги направи уставните измени, и да чекориме многу побрзо кон европските интеграции, а многу побитно е да работиме на квалитетот на живот на граѓаните. На крајот на краиштата, тоа е најбитното. Какво здравство имаме, какво образование имаме, какви улици имаме, каков воздух дишиме, какви производи консумираме и јадеме. Една политичка партија, една влада се цени по тоа како го подигнува квалитетот на живот на своите граѓани. И по тоа ќе треба да се вреднуваме и цениме. Тоа е најбитното, на крајот на краишата. Сите овие други се работи и интеграција во ЕУ, и уставни, сите тоа се како да кажам, други работи кои се споредни во однос на главната цел која е подобрување на животот на граѓаните. Пред интервјуто малку разговаравме за во политиката како мисија, идеологијата во политиката, па така би го завршила интервјуто. На сите анкети гледаме дека најголем процент на граѓаните не веруваат никому. Има голема апатија, не сакаат да гласаат. Најпопуларен политичар е никој. Како дојдовме до тука да политиката стане толку валкана работа со која што тешко се занимаваат луѓе што се чесни, вистински професионалци? Па, според мене, јас мислам дека еден човек, граѓанин кој се одлучува да настапи, да влезе, да биде политичар, да влезе во политика, треба да биде реализиран во три негови компоненти. Тоа е материјална, духовна и интелектуална. Еден човек кој не се реализирал добро материјално, кој не е добро граден интелектуално и не е духовно граден,
не може да биде успешен политичар. За жал, според мене, најголемиот број од политичарите во државата од 90-та година до денес припаѓаат на оваа група кои најчесто им фалат трите компоненти. Најчесто. Многу ретко имаме луѓе кои имаат една или две компоненти, а тоа е многу ретко да се има исполнето трите компоненти. Треба да сваќаме дека во политика се влегува да се дава, не да се зима. Тука влегува човек кој е реализиран интелектуално, духовно и кој настапува политиката. Тоа е благородна мисија која е тука да им помогне на граѓаните да имаат подобар живот. А не да гледаме низ политиката како начин за лично збогатување, личен интерес, вработување и такви ниски страсти. Значи, ние треба да преминеме од биолошката сфера на поимање со политиката, значи за инстинктивниот начин на реализирање на нашите животи, во повисок степен на делување во политиката, тоа е интелектуалниот начин на поимање со политиката. Значи, денес како гледате за кои работи зборуваме и кои се проблемите на граѓаните, 90% граѓаните ги кажат дека имаат проблем со исхрана, сакаме вработно место. Значи, се работи така и доаѓаат по партиите, претпоставувам и кај вас има луѓе кои што бараат работи кои се врзани за биолошко обстојување, за преживување. И ние не сме само биолошки суштества. Човекот не е само биолошко суштество, тоа е интелектуално суштество која мисли, која има повисоки цели, која гради и ствара уметност, гради култура, сака да гради повисоки вредности. И јас сакам, вака сакам да ја видам Македонија и сакам луѓе кои сака да се бават со политика, со ваков пристап и од оваа призма да влезат во политика и да придонесат. Ова генерален проблем не е само кај нас, и глобалната политика ја има истава мака. Што ја зборуваме, благодарам. Секој со својот двор. Секој со својот двор. Благодарам за интервјуто. Ќе го следиме процесот и на избори и вашето поставување. Потоа и во текот на кампањата, но и после изборите, зависи од резултатите. Благодарам уште. Ви благодарам многу на можноста и се надевам дека ќе имаме процес и период на подобрување на работите и надеж за сите граѓани. Ви благодарам уште еднаш.